дел од главната тема на филмот, дека имаме една генерација што расте со интернет, додека берат тутун од сабајле, па после се оди на TikTok и на Instagram и така натаму. Така тоа е реална работа што постои. На сите немаше потење. И акција. Прво мислев дека е грешка, пошто сега со вештачка интелигенција тоа се прави многу лесно. Така да вестите ги добивме 3 сат сабајле, си легнавме 3 сат попладне. Се провери све што можеше да се провери, на крај заклучивме дека мора да е вистина. Дополнително ќе има уште 8 други проекции за време на фестивалот, од кои што 3 ќе бидат приватни за инвеститорите на фестивалот. Ќе има проекција во средна школа во Солт Лейк Сити, каде што ќе има преку 500 студенти, односно средношколци кои ќе дојдат од цела Америка да го гледаат филмот. Друго ме инспирира една што живееме во едно поднебје кај што има еден голем контраст меѓу постарата и помладата генерација. Трето, јуруците сами по себе се, да кажем, некакво олицетворение на таа тема, односно екстремна страна на таа тема. И свето комбинација некаква, целата идеја почна со една сцена за еден овчар што шета овси од шумата, слуша како има нека техно забава. Така да тоа ми остана, да кажем така, у центар на главата дека го пишав сценариот и од таму тргна нанапред и наназад целата приказна. Главниот лик DJ Ахмет е од целото Али Коч, така да тука имаш исто една голема, да кажам, поддршка за него и за учеството во филмот. Така и тоа беше супер за селото. Воедно и во филмот има преку 100 статисти од селото и помали улоги исто од селото. Така да селото беше доста вклучено, да кажем, во продукцијата. Го споставивме добар однос и соработка со луѓето од селото уште од самиот почеток. Така да имавме доста голема поддршка за време на снимањето. Логистички милиарда проблеми од тоа што филмот се снимаше на планина, да кажем далеку од некои услови, да кажем, на кои што сме навикнати у Скопје. Меѓутоа, во суштина, најголемиот предизвик беше како да се раскаже приказната на еден начин што е со почит према заедницата и една соработка со заедницата. Главните улоги во филмот се сите прв пат пред камера. Од на возраст од 8 години до 18. И работата со нив беше прекрасна, мислам тоа беше, да кажем, светлата точка во целиот тој хаос. Меѓутоа, комбинацијата на нивното неискуство, да кажем, со јазикот кој што не го зборувам, беше една така интересна комбинација што ме доведе до многу непроспиени ноќи, меѓутоа мислам дека и самото тоа на крај го даде квалитетот што го имаме сега. Инаку DJ Ахмет е мој прв долгометражен игран филм и се надевам не последен. Една многу интересна ситуација беше кога, додека баравме локација за филмот, отидовме во едно село, тоа беше многу високо и како што се качувавме и се разминувавме со, не знам, стада, овси, крави и така натаму, дојдовме до една куќа направена од каменот кај што бидеше драм енд бейс однутра многу гласен и од тој момент мислам дека сватив дека на право место сме и дека го работиме правиот филм.
бидејќи самиот контраст и темите постојат во вистински живот. Само од Македонија речиси да нема шанса да се финансира филм. Дебютантските филмови најчесто се оние филмови кои се речиси 100% финансирани од Македонија. Меѓутоа мене ми е драго дека и за дебютантскиот филм ние успеавме да го доведеме тој процент до околу 50%. Така да 50% од Македонија, а 50% од сите останати земји заедно, што за дебютантски филм е одлично и се надам дека ќе продолжи. Би сакале да направиме премиера во селото, негде во летните месеци. Се надеваме дека добро ќе пројде тоа, ќе бидат најголемите критичари, мислам, на филмот.